Точно 900.063 бугари живеат во Индија. Изброено на Абакус и на Јонче Дигитронче. Точно 900.063, нема лага. Ке речете кај ги најде оние 63. Ко се брои. Тоа е духовно богат народ бугарите. Сакаат патат од прецизност. Кога тврдат нешто, го тврдат со несоборливи факти. Ако бугарите ти кажат дека има во Индија меѓу 1.500.000.000 луѓе, 900.063 бугари, мора да има. Толку се не може да се. Ни поише ни помалку. Уствари поише може да се. Оти кај нив може за 24 часа да се појави друг исто така духовно задлабочен научник и да каже дека тие 900.063 се всушност 9.063.000. А веќе у наредни 24 часа тие 9.063 некој трет научник, уште поспособен од овие двајца, да открие дека се 900.630.063. Ама она 63 на крај мора да се запази овај редот во овај алгебарската, како се вика, низа, таа бројчаната низа. Мора да се запази. Тоа е 63. Значи 9, ако има 900.063, следната е 963.063, па 9.636.633, така како се, да. И тоа не е случајно. Ако се открие дека од 1.500.000.000 индијци, дека барем 97% се бугари. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Значи, ја не знам само зошто бугариве ме мразат, кога јас наоѓам такви факти за големината на нивниот народ, за величината на нивната интелигенција, за коефициентот на нивната интелигенција, треба навистина да ме сакаат, треба да ме викнат на гости во Софија, да гостувам по телевизијот, и моите докази често пати ги надминуваат оние на бугарските научници, што се однесува во докажување на големината на нивното потекло. Имено, зашто се работи? Јас лично верувам дека оваа бројка од 900.063 бугари во Индија, дека е безобразно мала во однос на вистинската бројка која што јас сметам дека изнесува околу 1.480.000.000 бугари од 1.500.000.000 жители кои живеат во Индија. Еве зошто. Книгата, една од водечките книги на хиндуизмот како религија, Бхагавад Гита, или во превод му доаѓа како песна на големиот господар. Во суштина во таа книга Бхагавад Гита се опишани 3 живи или 5 ајде 3 да кажеме, животни принципи до кои што треба да се држи еден човек за да биде високо, да има една вертикала во него, да има интегритет, да живее здрав живот. И сега во суштина тоа Бхагавад Гита, што викаат индијциве, како што е до сега позната во науката, е диалог помеѓу Кришна и воинот Арјуна. Така се викал воин. Се е тоа добро. Се тоа го проповедала светската наука дека е ова вака, но вистината е малку поинаква. Затоа јас не знам зошто бугариве ме мразат и ми прават мемиња. Кај што имам мајца со југословенско знаме, па не знам ме бркаат со некои книги за бугарско потекло, па ја како Форест Гамп бегам, па не знам у лудница ме сликаат, па не знам сечам, пилам некое дрво, појма немам. Ама измислуваат мимиња за мене. А јас сум им кажал, треба да ме сметаат како најдобар пријател на бугарите, најголемиот пријател на бугарите. Еве и зошто. Јас сум неколку копија на нивните научници во докажување на се бугарските корени на планетата Земја. Зашто се работи? Апропо ова, дека велам премала бројка е таа на бугари во Индија, што бугарските научници ја открија дека се само 900.063. Еве зошто е таа премала бројка.
книгава што ви ја кажав Багават Гита, незиниот наслов кој се крие пред кој што го кријат пред бугарите, кој што сака светот да го лажира, да го фалсификува, кој што светот поправо го фалсификувал, го лажирал. Вистинското име на книгата Багават Гита е Баба Вангита. Баба Вангита, и не случајно Баба Ванѓа, Петрич, вамо тамо, мада и тоа не се знае дали била баш бугарка, али да кажеме бугарка. Баба Вангита, така се вика книгата, не Багават Гита. Тоа е измислена, фалсификувана историја да се направат бугарите мали пред очите на светот, да се покаже дека во Индија живееле некакви индици. Сега зашто се работи? Значи, тоа е диалог. Во суштина, не помеѓу некој тамо Кришна, некое суштество тамо Бог со 16 раце со 13 кура, не. И некој си тамо Арјуна, некој воин, глупости, фантазии на светската историја. Вистината е дека во Баба Вангита, оригиналниот наслов на книгата, се води диалог меѓу богот Бугаришна и војнот не Арјуна, него меѓу нозеќете Муна, оти си глуп. Така се викал тој војнот. Меѓу нозеќете Муна, оти си глуп. А не Арјуна. Тоа е измислена работа. Значи, Багават Гита, да повторам. Ова можете, бугари, мое тврдење слободно да го шерувате сегда низ Бугарија, низ светот, низ Европска Унија, конечно да се открие вистината за вашата величина, вашето длабоко духовно спознавање преку хиндуизмот, кој што уствари бугаризам. Значи, ќе им кажете, на сите ќе им обзнаните овие мои докази, дека Багават Гита е Баба Вангита, книга за духовно спознавање, темелна во хиндуизм, тоест во бугаризм, во која се води диалог меѓу Бугаришна и војнот не Арјуна, туку меѓу ногеќете Муна, оти си глуп. Така се викал војнот. И сега само да кажам, кои се трите темелни принципи на Багават, тоест на Баба Вангита, ќе кажуваме сега по оригинал, затоа што е тоа изворно изворно българско учење. Основните принципи животни во Баба Вангита се должност, акција и духовно длабоко самоспознание. Све што имаат бугарите, тоа е тука вткаено во овие три животни принципи. Сега не ќе да звучам како вие нашиве македонки, македонци, кои што проповедаат некој си здрав живот, животни, индиски, овие хинду филозофии помешани со конфуцијанизам, со будизам, со боликурцизам и така натаму, па ви го перат мозокот, па вие мислите дека кој знае какви мудрости кажуваат. Не бе, луѓе. Истиот принцип е како сега јас. Дури јас сум ви поненормален. Отивада, моите тези се неоспорливи. Не можеш да ги бутнеш. Земи каков сакаш булдожер. Не знам. Харпо, вклучи го Харпо, нема да ги урнеш моите тези. Ама овие нивниве ќе ги урнеш. Знаете, овие што ви на Facebook што ви продаваат муда за бубрези, многу животни филозофии, како треба вака, што треба да правите за да бидете, водите посреќен живот, у суштина тоа нема везе. Тоа се демагози кои што живеат далеку од она што ви го проповедаат на Facebook, а вие ги голтате кога да се многу паметни, а принципот е многу ист. Ќе земам малце целер, малце копар, малце пашканат, па малце ќе земам појма неам
патличен ќе издробам, па ова, па тоа ќе го турам у лонец, па вода ќе ставам, па тоа ќе зоврие, па ќе ставам црвен пипер, па тоа малце овој зејтин, па тоа ќе дотурам мевце, малце кртинче колку да има унутре, па тоа така ќе осварам, ќе го посолам, уште некој зачини тамо ќе му турам, и тоа вие го јадете, и многу е тоа така и да ти. Али, тие се шарлатани, демагози. А ја ова што го зборам, мене има да ме слуша. Оти јас што ќе кажам, и поп што ќе отпее тоа ви. Овие другиве се преваранти. Ја го кажам дека бугарите се небесен народ, дека во Индија живеа 98% бугари. Немој некој случајно да му паднало на памет да ги стави под сомнеш овие докази што му ги представи сега за Баба Вангита, за Бугаришна, за овзо. Махараджите во Индија, тоа е титула во Индија, титула на индиските владетели. Глупости, будали ве прават. Какви махараджи. Ао, колку ми иде на нерви таа светска историја, тие излажирани факти против бугарскиот народ, против нашите пријатели, нашите соседи. Махараджи се викале, измислил некоја будала, само колку да се маргинализираат бугарите во тој кастински хиндуистички систем во Индија. Тоа не се махараджи. Вистинското изворно име е бугараджи. Или после изведено од нив било бугараши. Нели, махараджи, бугараши, од тамо доаѓа тоа бугараши од махараджите. Тие се всушност биле на индиски е махараши, а тој уствари бугараши изворно. Овај, да, бугараши е изворното уствари. Така е тоа некако изведено од прилика. Така да не се сомневате во ова. Значи, темелните принципи на Баба Вангита, од сега ќе ја кажам незиното изворно българско име, Баба Вангита од Баба Вања, после Баба Вања, фактички своите пророчки вештини, овие способности ги влече од Баба Вангита, од оваа света книга во хиндуизмот, од Баба Вангита, и затоа она Баба Вања. Од тамо е тоа, овака. А меѓу Баба Вангита и Баба Вања од Петрич е Бугарамус. Овој Франција тамо што лечеше од чума у среден век, 1400 и некоја година. Франција. Бугаранција, така е изворното име. Бугаранција, а ова е Бугарамус. Каков Нострадамус. Цел живот не лажат, постоел пророк Нострадамус. Бугарамус, не случайно Бугарамус го гледа овака воздигнувањето на Хитлер, кој што тој по грешка го наречува Химлер. Значи главниот на СС, единиците, а он ги помешува, место Хитлер вика Химлер, ама е Бугарамус, затоа што нели онаа позната германска кралска линија која окупирала Бугарија, кога виделе дека нема аер од Бугарија, нешто Русија, Византија, овоа, нешто Турција напади, и дошле германскиот цар ја окупирал или крал кој бил Бугарија, они така имаат фактички бугарашка кралска лоза, оти биле окупирани од германци, они така после таа кралската лоза е нивна со Борис тамо, втори Симеон Саксбурговски, на Куровски и тамка натаму и така како се вика тој, не знам. Ова, од тамо е, од окупација, пак биле окупирани од германците. Значи, она што се дешава 41-а кога му седнуваат на ускутот на Хитлер, не е случајно. Они кралската лоза овој им ги издупил, им направил тамо деца, овој германскиот цар кој ги окупирал, како се викал, не знам, и им рекол, ај, од сега вие ние ве протнуваме у нашава кралска линија, они после затоа прават се што им се може. И ова денес што се влезе на ЕУ, тоа е голем дел завршена работа преку таа кралска крв, овој таа кралска врска.
Кралските семејства, знаете, во Европа се сегде поврзани, како и грчкото со британското, ова со германското и така натаму. Затоа имаат предност, затоа се заштитени ко бели мечки. Немојте мислите дека таа кралска лоза е случајна работа. Малце се вака да ве збунам со други работи. Извинете, само што не ви продавам животни филозофии како нашиве филозофки на Facebook, што ви продаваат помии од разноразни филозофии, од конфуцијанизам, будизам, хиндуизам, сатанизам, па и христијанство ќе убаца тука христијанско учење, и така една попара, една помија ќе ви дадат, што вие мислите дека многу паметно конзумирате, дека многу здрава храна конзумирате, уствари везе нема. А у суштина тие самите се демагози затоа што живеат далеку од она што го проповедаат. Тоа везе нема. Тоа се програми у гласа. Одма да ви кажам. Морам да ги разбијам овие сваќања, дечки. Не можам да гледате ја. Ја кога кажам докази. И тоа е тоа. И кој ме свати мене сериозно е будала. Ој. Не се испушти. Не, напротив. Сакам да ме сватите во мојата природна, вистинска, интелектуална длабочина и величина. Сакам да ми верувате. Да ве водам као стадо. Ја да бидам вашиот месија, вашиот бугаришна, бугаришна. Харе Рама, бугаришна, бугар, бугаришна, харе Рама, бугаришна. Сега пак ќе кажат, Джукилеве, пијан сум бил. Мислам, замисля да ја се од Сабајле, да пијам ракија, каква бутност. Се овие бугариве, ете го, пак е пијан. Да ми се фатите за пијаниов, можете ли малце, а? Да видите колку сум пија. Бабе, нема да се служиме со говор на омраз. Затоа јас го правам ова за бугарите. Да свата дека јас немам ништо против нив, ниту сум имал, ниту ќе имам, напротив, јас ги поддржувам на секој чекор во нивното докажување пред очите на светот дека се тие алфа и омегата на животот на земјината топка. Од нив потекнува се на планетата Земја. Треба тоа да го сватиме. Она која гледате земјотреси, која има, тоа сметате дека во истиот момент некој ги изнервирал бугарите и затоа има земјотреси у светот. Кога ќе видите негде избил вулкан, рачунајте дека некој бугар се прејал љуто и прднал. Се од нив потекнуе. А ако потече многу усвитена лава од вулканот, значи на некој бугар му пукнал хемороид. Од притисокот на прдежот. И тоа се случи ако имаш хемороид од притисок на прдежот. Она која пред на диареја, која е притисокот прво со слободна. И после имаш. Тоа се вулканите, драги мои. Учете ве нешто од мене. Учете, пичкали му мат. Зашто ги слушате тие Facebook, Instagram вагинални филозофки, бе, да ви учат за животот, бе. Поема немаат. Се сотираат од ебење, а вас ви учат како треба да се љубите у еден партнер, па тој партнер како треба да го водите, да изградите чиста и вон телесна љубов и страст. Од време на време нормално да се плеснете, но генерално вашата љубов да биде безтежинска, да биде возвишена, да биде најмоćна. Вие и вашиот партнер, две во едно, океанот на животот да го осетите. А се сотираат од ебење кај стигнат во меѓувреме. А вас ви учат глупости. Турете им кур. Слушате ме мене. Мене! Од мене лошо нема да видите. Нема. И вие, бугари, вие сте барем духовно подлабочени суштества. Животните принципи на Баба Вангита ги знаете на памет со векови. Еве, да не мислите дека зборам на памет или дека одеднаш сега ми текнало да ви помогнам во вашите напори да се прикажете во светот како спиритус мовенс на овој свет.
милениумски спиритус мовенс. Вие бугарите, или бугарус мовенс. Како сакате. Да не биде дека само сега, адхок нешто ја вас ви излегувам во преса. Јас сега следното мое докази ќе изведам за Кина. Колку бугари има во Кина? Сега сум у фаза на истражување. Јас би сакал, би замолил, ако може, затоа што гледате каква голема работа вршам за вас, бугари, колку се ставам во одбрана на тој ваш се присутен, се опфатен български идентитет. Барам некои од тие вашите ментални институти, тие вашите исторически институти, да ми да ме субвенционира во моето, ова го направив без пари. Ова за Индија, за Баба Вангита, за Бугаришна, за ова бугараджите, овој бугарашите, махараджите, бугараши, што се ја ова го направив про боно од мој чеп овој стран. Но сега би сакал некој од вашите ментални институции, од вашите исторически институти да ме субвенционира во моето следно истражување, затоа што јеби га сега до Индија издвоив некои средства, бев и но за Кина веќе ми подснема средства, ако може само тоа истражување да ми го овакво е, да ме помогнете. Да. И прво мислев, дојдов и до тој заклучок, тука малце ќе ве разочарам, овие бугариве. Мислев да барав докази за тоа дали индискиот слон е бугарски слон. У тоа колкај уши има, за малце ќе докажев дека е бугарски слон по ушите. Али да ви кажам право, ова кога правев некои генетични истражувања, да, ушите малце тука има некои како се вика, гени, што може да наликуваат некое българско потекло по ушите, да има, ама оно што моите докази дека се работи за не за индиски слон, него български слон падна у вода кога ја сега ако кажете му ја анализирав сурлата, ке ме утепате од дупење. Али по сурлата се покажа бугари дека е тоа уствари македонски слон. И не случајно Александар Македонски која влегле у Индија, нели која се појавиле овие со слоноиве, бугариве кога нападнале бугараджите, тие со војската, тие немале толку долги, тие немале сурли, имале атавизам од сурла како клиторис вака, ама тогаш овие Александар Фаланга почнал да ги прца слоновите и од тогаш после у наредни генерации, неколку генетски е докажано, сурлите им пораснали, дошле до вако, така да тоа денес е во суштина македонски слон, а не индиски слон, само заради сурлата. Фала многу, пријатно.